А да ви донесам нешто друго, честите царе? Не сакам ништо. Не ми се јаде и нема да јадам додека ја носам оваа мака на душава. А излегувај од тука, не ми стои над глава како Свети Ѓорѓе со копјето. И јадеше ли? Не. Од грозиево не проба? А од јаболчето? Крувче? Касна. Не сакаше ни да го погледне јадењето. Да му најдеме нова готвачка? Ми сега, не знам. Не. Сите готвачки од царштината ги доведовме овде. А тој, еве, се помалку и помалку јаде. Еве, сега сосема престана. Да влеземе да го прашаме, тој сам да ни каже што сака да јаде, а? Не. Па не една сме го прашале. Ништо не сака да каже. Ништо не сака да каже. Јас ќе влезам. Не. Апа, не. Епа, Ајде сите тројца да влезе, а? Или добро ќе биде. Заедно. Знам, не треба да прашувате. Си имам голема мака и затоа не можам да јадам. А мојата голема мака сте вие. И таквите како вас, што го јадете лебот овде, а никакво фајде немам од вас. Гледате дека црштината ни оди наназад, а вие, советници, никаков умен совет не давате. Ама немој така, честити царе. Па ти секогаш кога бараше совет од нас, ние, ете, ти го дававме. Да, и од вашите умни совети, народот ми е сиромав и живее во беда. Долго мислев. И се домислив. Како да видам дали има некој умен од вас? Сум смислил 3 прашања. Ако одговорите умно на нив, ќе останете советници. А ако не, ќе барате некоја друга работа за да не го јадете бадиела лебот овде. Ај сега вие двајци излезете, а ти остани. Разбирам, честити царе. Слушај ме добро, советниче. Прво прашање. Кој е најдарежлив на веков? Јас сум учен, честити царе, ама за ова не треба многу да сум учен и начитан. Најдарежлив на светот си ти, честити царе. Второ прашање. Кој е најбрз на светот? Види сега, честити царе, најбрз на светот е твојот конј. Побрз од него нема. Тој ти има спасено од многу војни и битки, честити царе. И трето прашање. Кој е најлош на светот? Еј, честити царе, најлош на светот е ѓаволот. Полош од него нема. Добро, ај излегувај. Ке размислам за твоите одговори што ми ги даде, но прво да ги чујам и другите, нели? Ти благодарам, честити царе. Викни го вториот советник да влезе. Слушај ме добро што ќе те прашам, советнико. Прашај, честити царе, прашај. Затоа сум тука, затоа сум ти советник, за да ти одговорам на сите прашања што те мачат. Прво прашање. Кој е најдарежлив на светот? Како кој, честити царе? Па ти, најдарежлив човек на светот си ти. Така ќе да е, мора да сум јас, штом хранам и чувам такви како вас. Второ прашање. Кој е најбрз на светот? Најбрзо на светот, што е најбрзо? Да помислам малку. Знам,
Се сетив, честити царе. Најбрз на светот е твојот загар. Кога сме на лов, тој прв го фаќа зајакот и прв ти го носи пред нозе. Сите го гледаме и се чудиме на неговата брзина. Тој, како да кажам, просто не ја допира... Ајде, одговорим уште на третото прашање и можеш да си одиш. Кажи ми, кој е најлош на светот? Сега, кој е најлош на светот, сега, како да ви кажам, честити царе, јас не знам каква е царицата, ама мојата жена, честити царе, значи, мислам дека полоша жена од неја на светот нема. Полоша е од змија отровница. Ајде, излегувај од тука. Јас сум имал советници. Кај ме беше главата толку години. А да го викнам третиот советник да влези? Не. Си го видов арното од вас, двајцата, па и од третиот не ќе ме најде ништо поарно. Сакам да ми ги доведете сите учени луѓе од црштината и нив да ги прашам што мислат. Како ќе заповедате, честити царе? Пак ништо не јадеше. Ич не сакаше ни да проба. Не го ни погледна јадењето. Само ми заповеда да ви кажам да влезете кај него. Сега, што? Сега ни се пишува крајот. Што го си живеевме? Што му текна наеднаш? Слушај, да не зборуваме многу, јас мислам да влеземе веднаш, оти може да се налути уште повеќе. Па, ајде, влези ти прв, ти си прв советник. А што? Што ако сум прв? Па ти си втор, еве влези ти прв. Ајде, влези ти. Јас сум трет. Па што ако си трет? Ти најубаво влегуваш како прв. Ајде. Заповедај, Честити царе. Ве праша вас. Ги прашав сите учени и пеани. И ниеден не знаеше да ми даде умен одговор. Ми беше срам што ве слушам. Затоа сум решил да ми го доведете првиот што ќе го најдете, да го чујам што има да каже. Првиот. Ајде, излегувајте. Излегувајте и кажете му на стражарот да ми го донесе првиот што ќе го сретне. Разбираме, честити. Како ќе кажеш? Па првиот како ќе каже? Први. Јас О, бабо! Бабо! Ај, добар ден. Добар ден, бабино. Си дојда. Се измори. Ќе се изморам Се како не. измориш. Седни си. Цел ден на нозе стојам. И одиш. Еј, одам. Ваму, таму. Прво ќе ги направам грнијата, бардињата, па после ајде викај, продавај. Гладен си? Гладен. Гладен сум, цел ден залак в уста не сум стојал. Затоа јас готова сум со јадењето. Сега ќе донесам, О, сега ќе не. донесам. Не, сега ќе го донесам. Цел ден, а? Цел ден. Па тешко е, синко. И да ги правиш, и да ги продаваш самиот. Многу е тешко. И време губење е. И време губење. А се плашам. Додека продаваш, за тоа време да можеш да правиш, ама не можеш на две места, така е. Тоа си мислев, бабо. Седни да ти кажам. Седни па ќе ми донесеш после за јадење. јадењето. Тоа си мислам да можам да најдам некој човек
Значи, Аха. јас да си ги правам грнињата, а тој да ми ги продава. Не тој да ми ги прави, Ама да ми можеш ги да продава. најдеш некој што ќе ти ги прави, а ти да ги продаваш ако поубаво продаваш. Не е тоа. Ама ако не ги прави грнињата како мене Арно, дали тогаш лесно ќе се продаваат? Така е, бабино, ти толку убави грниња и бардиња правиш. Па од малечок си со татко ти, со рацете така, вака, па плаќо. ќе почнеш уши од малечок, тие се вртат, а ти вака ги галиш. Убави. Па која ќе го направам? Па Никој не убаво знае така. како тебе да прави грниња. Мајстурлокот ми е таков, од татко остана. Така е, син. Значи, поубаво ќе биде да најдеш човек што ќе ти ги Да. продава. Најарно јас уште утре да побарам таков човек. Да ми продава грниња Да и побараш, синко, да побараш, оти вака не може, нема време. Малку пари идат, така Малку е. пари, Многу а работа. многу работа, Е. цел ден на нозе, гладен, уморен. Ке треба да побарам таков човек. Уште утре велиш. Мгм. Него да го пуштиш. Него да пуштам да ги продава, а Чек. тој додека ги продава, јас ќе ги правам грнињата. Чекај, нешто се сетив јас. Ти шеташ ваму таму, се чул, али не се чул? Царот барал умен човек што ќе му одговори на 3 прашања, ама умни одговори да му даде и богато ќе го наградил или не знам што и не знам што и не знам што. И ако пуштиш ти друг човек да оди да продава, Чекај, треба чекај. да седиш да правиш грниња. Вака ти уште утре да одидеш. Знаеш дека и јас подслушнав нешто за тоа? Арно, ама па ни на крај на акалот не ми падна да одам кај царот и да се нудам со умен одговор. Ами, да се нудиш, па и не е убаво да се нудиш. А не? Јас сум умен, ќе ви кажам, не е убаво. Ама па, не оти си моје внуче, ама умен си. Многу си умен, а и вака да направиш. Нема да отидеш таму и да се нудиш. Земе ги грнињата и бардињата и покрај тоа тврдината таму, кај дворецот блиску викај грниња, бардиња, ти рекоа кој да било првиот што ќе го најдат да го донесат. Може тебе ќе те најдат прв, може ќе те однесат. Па може. И ако кажеш нешто умно, може и ќе те награди, синко. Значи, да одам, Аха, и да се дерам, да викам грниња, барње, па може и ќе ми падне късмет да сум прв што ќе од... Ако не биде ништо, после ќе земеш човек, што ќе ти продава. Уште утре додека е побргу, ќе отиде некој друг си. Знаеш дека ова Арно го кажа? Аха, уште утре, леле. Ама умен да бидеш. Спреми ми ги... Не, јас ќе одам до дуќанот прво, ќе си ги спремам Сега? грнињата, барди... Седи да донесат да јадеме, после грнињата, бардињата и да размислуваш ноќеска како да бидеш умен, да размислиш кога ќе те праша. Не веднаш да кажеш нешто. Така, значи, прво да размислам, па после да кажам. Да кажеш, така. Сега да јадеме. Чекај. Ајде. Ајде, баба. Ајде, побрзо. Оти денеска за брзање едем. Ајде. Ајде. Побрзо, ама. Кој може? Земи го ова. Имаш за јадење внатре? Добро. Кој мисли на јадење сега? Јас мислам царот што ќе ме праша. Ке мислиш, синко, кога ќе огладниш? Ке мислиш. За кај царот ти кажав и знаеш. Ајде. Знам. Ајде, Оди ајде, си. оти може и друг да стаса пред мене. Да одиш. Ајде со здраве. Со убаво, со среќа. И размисли како што ти кажа. Ајде, знам, ајде, треба да итам, ајде. Ајде. Ајде, народе! Грниња, бардиња! Ајде, денес сум тука, утре не сум! Еу, народе! Грниња продавам!
Јас да ви кажам право, ич не се плашам. Од ништо не се плашам. Се гледал ти, не се плаши. До сега ниеден учен и умен не ни го зеде лебот, па сега некој никаков да ни го земе леб. Не. Многу. Јас не се плашам за лебот. Зошто се плаши? Туку за она што без работа го јадевме лебот и за се она што го уживавме. Немој да не Ајде, грнчиња, бартиња, подавам грнчиња, Одлично. Што? Грнчарот. Се сетив, нели царот рече да ми го доведете оној што прв ќе го сретнете. Еве го грнчарот ќе му го... Стражар! Слушај, оди веднаш фати го на грнчарон и да му го однесеш на царот. Така заповеда тој. Ајде. Браво, значи, како ти текна, сега дури сме спасени. Сега сме спасени, ева. Повели, преси. Прости ми ако нешто сум сгрешил, честити царе. Не те викнав овде зашто нешто си сгрешил. Туку нешто да те прашам, да си поразговараме малку. Да поразговараш со мене. Да, Колку што знам, честити царе, грнчари не ви требаат. Вие во дворецот ги имате најдобрите грнчари. А колку што знам и ништо лошо не сум сторил, па да ме викате. не те викнав да ти судам, туку нешто да те прашам. Што можам јас да ви кажам, честити царе? Па вие во дворецов си имате советници, учени луѓе, тие ќе ви кажуваат. Ги видов и ги слушнав и советниците, и сите учени и пеани во царштинава. И доста ми од нивниот ум. Сагав да видам дали некој како тебе ќе може да ми каже нешто умно. Затоа те викнав. Ке ти ги поставам истите прашања што им ги поставив и ним. Нели, за да видам колку им тежи умот. Честити царе, ако вашите учени луѓе не одговориле на тие прашања, јас поарно веднаш да си ја ставам врвката околу вратот. Не плаши се. Прашањата се многу лесни. Да, лесни, ама одговорите може да бидат тешки. Ете, гледаш, веќе кажа нешто умно. Ајде да почнеме. Значи, првото прашање. Кажи ми, кој е најдарежлив на светот? Најдарежлив на светот. Најдарежлив на светот, честити царе, јас мислам најдарежлива на светот е земјата. Затоа што се што се раѓа, се што се храни и живее, значи се раѓа од земјата, се храни од неа и од неа живее. Значи најдарежлива е земјата. Умен одговор, умен. А сите досега рекоа дека јас сум бил најдарежливиот, само за да ми угодат. Ајде сега второто прашање. Кажи ми, кој е најбрз на светот? За ова прашање, честити царе, ич не треба да се мисли. Ова е многу лесно. Најбрза на светот е мислата. Затоа што со мислата за миг можеш да стасаш дури до најдалечните места, преку планини, преку мориња. Така што јас мислам дека најбрза од се е мислата. Умно. Арна ти ова, браво. Кај се сега советниците да чујат и видат какви одговори ми даваш. Ајде сега кажи ми, кој е најлош на светот? Досега слушнав разни одговори. Некој вели најлоша е жената, друг вели комшијата, трет вели ѓаолот. Изгрешиле, честити царе.
Od lošijот komšija može da se izbega, a zlata žena da se skroти. Arno, ama, od ludata glava nikade ne može da se izbega, ke si ja nosiš cel svoj život. Znači, ludata glava je od vse na svetot najloša. Umen čovek si ti, Grnčaru. Umen čovek si ti. I zato, ke te ostavam na dvorov, da mi bideš sovetnik. Tamo, čestiti care, ja Carskiot zbor ne se vraća. Hvala ti mnogo, čestiti care. Mnogo ti hvala. Значи не можам да го гледам оној Грчаров како седи до царот на нашето место. Аме, јас па не можам да му се изначудам на царот наш. Не можам ни јас. Толку време помина, ум не му доаѓа. Не, бре. Аме, Грнчар да седи до него и ум да му дели. Е, то да видиш, бе, Грнчар да седи до него. Шо? Да му бидеме благодарни што не избрака. Зошто? Зашто гледате дека сега царштината ни оди напред. Епа, ако им е убаво на другите, и нам ќе не биде подобро. Абе, не знам што да кажам. Ама, јас мислам, мене знам, знаете каква мисла имам? Кажете? Еве, како да се ослободиме од Грнчар? Кажи. Јас мислам вака. Епа, честити царе, многу ни е мило, ете, ти пак се запати со јадење, да ти кажам. И по таа чест, јас сакам да ти предложам, оти многу се радуваме како деца, честити царе, да ти предложам една игра, честити царе, во твоја чест. Да? Да, Ајде да ја видиме играта. да правиме сеја како што се договориме. Само да не ја сгрешиме. Можеме. Шо е? Пренеси понатаму. Пренеси понатаму. Ау! Пренеси. Врати назад! Врати назад. Врати назад. Не ви успеа да го насамарите. Умен е тој за да го направите, магаре и самар да му ставите. Сега, тој е мој советник. А вие, бидете благодарни што ве оставив на дворецот лебо да го јадете. Требаше да ве пуштам грниња да правите, ама кој знае и за тоа дали ќе имавте ум.